Почитувани, не почитувајќи ги критериумите за доделување средства по ваучер системот, постојат сомнежи дека Централната комисија во континуитет од 2020 година до сега врши незаконска распределба, односно доделување ваучери на повластени корисници, федерации и клубови, согласно интересот на поединци и групи, можеби и политички партии, и ги ставиле во неповолна положба оние спортски субјекти кои не добиле соодветни средства, иако тоа право законски им припаѓало. Ова го истакнува член на ДКСК. Ова не е партиска теза на ВМРО-ДПМН, туку институција, дел од власта, која сериозно се сомнева на малверзации во Агенцијата за млади и спорт, со која директорува Наумче Мојсовски, кој пак е назначен на таа позиција од СДСМ. Ковачевски наместо веднаш да постапи по ваквите тврдења на ДКСК и да го разреши Мојсовски, тој молчи и го остава на позиција, давајќи му простор да продолжи со дејствијата за кои постои сомнеж дека ги правил. Преку Агенцијата за млади и спорт, годишно на федерации и клубови се доделуваат средства во висина од околу 1 милијарда денари. Според ДКСК, сомнителни се последните 3 години, односно 3 милијарда денари. Според ДКСК, постои основано сомнение дека председателот и членовите на Централната комисија во 2020, 2021 и 2022 година по пат на злоупотреба на службената положба и несовесно работење, заобиколувајќи ги законските процедури, извршиле распределба на средства со што го оштетиле буџетот на државата, но и лицата кои имале законско право на вакви средства, а не им биле дадени. Сомнежите се дека Наумче Мојсовски, назначен од СДСМ, извршил злоупотреба и фаворизирал клубови и федерации на сметка на за него неподобни. И сето ова се случувало 3 години и никој од власта не го спречил. Зошто молчат Ковачевски и Ахмети? Дали и тие се дел од шемата за финансирање на клубови и дали затоа Мојсовски е се уште директор на Агенцијата за млади и спорт? Дали македонскиот спорт тоне затоа што СДСМ и ДУИ прават финансиски малверзации преку институциите кои треба да го стимулираат спортот? Дали спортистите се разочарани од овој однос на власта и како повторно ќе се мотивираат? Потребна е итна акција на јавното обвинителство со цел расчистување на овој случај, но и одговорност покрај од Мојсовски и од Ковачевски и Ахмети кои ова го дозволиле. Благодарам.